Денеска православната црква ги празнува светите маченици Козма и Дамјан, светиот маченик Ерминигелт Принц и преподобниот маченик Јаков со учениците Јаков и Диониси. Светите Козма и Дамјан, безсребреници и чудотворци, браќа по тело и по дух, родени некаде во Азија од татко незнабожец и мајка христијанка. По смртта на таткото, нивната мајка Теодотија сето време и труд им ги посветила на своите синови да ги воспита и да ги подигне како вистински христијани. И Бог и помогнал та низините синови израснале како две сладки овошки и како два светилника во светот. Биле научени на лекарска вештина и бесплатно им помагале на болните. Не толку со лекови, колку со името на Господа Исуса Христа. И биле наречени лекари без надокнада, бидејќи лекувале без пари, исполнувајќи ја Христовата заповед. Бесплатно примивте, бесплатно давајте. Толку биле внимателни во бесплатното лекување на луѓето, што Козма на вистина му се налутил на својот брат Дамјан, затоа што тој зел 3 јајца од некоја жена Паладија. Козма наредил по неговата смрт да не го погребуваат до неговиот брат Дамјан. Всушност, свети Дамјан не ги зел тие 3 јајца како награда за тоа што тој ја излекувал болната Паладија, туку за тоа што таа го заколнала со Света Тројца да ги земе 3 јајца. Сепак по нивната смрт во местото Фереман биле заедно погребани, според Божјото откровение. Овие двајца свети браќа биле големи чудотворци и во животот и по смртта. На некој што тешко спиел, при спиењето му се вовлекла змија низ устата во стомакот и бедниот човек во најголеми маки ќе умрел ако во последниот момент не ги повикал на помош светите Козма и светиот Дамјан. И така Господ ги прославил за секогаш со чудотворство оние кои него го прославиле на земјата со вера, со чистота и со милост. Светиот маченик Ерминигелт Принц, син на готскиот цар Лувигелт, кој ја поддржувал Ариевата ерес, но Ерминигелт не отстапил од православието пред сите ласкања и заканувања од својот суров татко еретик. Таткото го фрлил во затвор и рано на воскресението испратил некој епископ еретик да го причести. Но угодникот Божи не сакал да прими причест од раце на еретик, зашто овој го известил царот. Царот се налутил и наредил та джелатите му ја пресекле чесната глава на Ерминигелт во 586-та. Подоцна Лувигелт се покајал што си го убил синот, се одрекол од ереста и се вратил во православието. Преподобниот маченик Јаков со учениците Јаков и Диониси. Роден е во Костурската епархија од родители Мартин и Параскева. Работејќи со овци, Јаков се збогатил и со тоа предизвикал завис кај својот брат, кој го наклеветил кај турците, темек нашол некакво богатство во земјата. Јаков побегнал во Цариград, каде што повторно многу бргу се збогатил. Еднаш Јаков бил гостин кај некој турски бег. Турците јаделе месо, а Јаков постел. Тогаш бегот му рекол: "Голема е вашата христијанска вера." И му раскажал како била умно болна неговата жена и како тој по сите лекувања и лекари ја однел кај патриархот да ја прочита молитва. Штом патриархот ја отворил книгата да чита, светнала некаква небесна светлина по храмот. По завршувањето на молитвата, жената на бегот оздравела.
Кога Јаков го слушнал турчинот како ја фали христијанската вера, го раздал сиот свој имот и отишол во Светагора и се замонашил во манастирот Ивер. Во Светагора се подвизувал, а пострадал за верата од турците во Едрене на 1 ноември 1520 година. Неговите чудотворни мошти, како и на неговите ученици, почиваат во манастирот Света Анастасија во Галачист во близината на Солун. Te